Пријатели, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Моето име, како и што најавив, е Јосиф Дамјанов. Денеска ќе одговараме на 5 прашања. Вкупно има 10, но издвоив 5 затоа што сакам да одвоиме време и да дадеме поголема вредност за луѓето кои што ги поставија тие прашања, и сметам дека поголем дел од вас ќе најдат вредност и ќе ги интересира. За сите кои што се уште можеби лутате како тоа да го направите и како да ги поставите прашањата, може да го направите на профилите на социјалните мрежи. Инстаграм е мрежата на која што најактивно го правиме тоа и кај што има најголема интеракција, но се разбира тука и Facebook, Snapchat, може да го користите и хаштагот AskJosif без разлика на која социјална мрежа тоа најмногу го правите. Како и да е, за да дадеме повеќе време на прашањата, ќе одиме веднаш со првото прашање кое што ни го постави Павличкова со точка А, кое што прашува дали јадењето доцна здебелува. Ана, често имам зборувано и знам дека ова е голем проблем и страф на луѓето. Прва работа, не знам што подразбираш под тоа што е доцна. Второ, не знам што значи јадење за тебе, но во секој случај знам длабоко што е суштината на твоето прашање, затоа што повеќето од луѓето, ако се работи за исхрана и за тоа како јас ќе изгледам, дали можеби ќе имам вишок на килажа и масти, подразбираат и се плашат дека јадењето после 6, јадењето после 8 може да им придонесе да покачат килограми, но тоа нема никаква врска, затоа што логиката е следна. Ако ти можеби последен оброк имаш во 6 и заспиваш во 2 сат, ти имаш цели 8 часа кои што едноставно не јадеш ништо, и тоа воопшто не е правилно. И кога тогаш, дали за недела 2 или 3, ќе се откажеш од тој концепт. Затоа не е прашањето дали е доцна, туку прашањето е што јадеш можеби во поплавдневните и вечерните часови кога не си толку физички активна и кога немаш големи трошоци на калории. Не се плаши да јадеш доцна, можеби најдоцниот оброк треба да ти биде 2 сати, 2,5 часа пред да легнуваш, но гледај да нема во тој оброк ориз, компир, тестенини, овоќе, затоа што тие јаглехидрати и шекери, веројатноста дека ќе ги потрошиш е многу мала, и тука е практично стравот на повеќето од луѓето. Така да не се плаши од тоа дали е доцна и дали треба да јадеш, но внимавај што ќе јадеш. Второто прашање ни доаѓа од Филип Николов 60, кој што прашува колку влија исхраната врз моето вежбање. Тоа го правам секој ден освен недела, по 1 час, и избегнувам благо и сендвичи. Филипе, освен исхраната и водата, ја искрено не ни знам што повеќе влијае врз тоа каква е твојата добросостојба, какво е твојот изглед и што повеќе би влијаело на вежбањето. Избегнувањето на благо, избегнувањето, не знам, на грицки, на сокови, кај што многу од луѓето ги слушам дека го прават, не подразбира по автоматизам дека ти се храниш правилно, затоа што добрата исхрана не подразбира ја што избегнувам и што не внесувам, туку напротив што внесувам како нутритивна вредност. И мојот совет ти е да немаш страф по основа на тоа дали јас треба да isfрлувам нешто од исхраната, туку да гледаш што поредовни оброци да имаш и што поквалитетни да бидат тие оброци, и те како ќе ти направат разлика во вежбањето, и те како исто така ќе ти направи разлика оној оброк регенерацијски кој што го имаш после вежбањето. Но ако ти требаат повеќе детали, слободно искомуницираме повторно во приватна порака на Инстаграм профилот. Следното прашање од Даниел со точка Д со точка Јовановски, кој што вели дали диетата по крвна група е најдобра или мислиш дека е некоја друга. Даниел, прво, ја не сум човекот кој што ги поставува стандардите и кажува ово е добро, ова е најдобро, ова не е добро. Напротив, само учам од поупатени луѓе, истражувам и донесувам некакви заклучоци и споделувам тоа што јас го знам. Диетата по крвна група, она што јас го знам за тоа е дека е добра, е здрава, но логиката дека ако ти си нулта крвна група, а користиш диета за крвна група А, повторно нема да ти направи разлика, затоа што во основа сите диети по крвна група, без разлика која крвна група се добри и здрави и секако ќе ти донесат резултат. А тоа дали е најдобра, треба ти да си одлучиш, од причина што можеби јас не ја користам,
можеби за тебе ќе биде најдобра затоа што најдобро ќе ти се уклопи во секојдневието. Така да барај одговор на тоа дали одреден начин на исхрана тебе ќе ти даде резултат најдобар во енергија, во здравје, во добар изглед и дали ќе ти се уклопи во секојдневието, односно дали ќе ти одзема премногу време и премногу енергија и напор за ти да го следиш тој одреден режим на исхрана или диета како што ја нарекуваш. Така да немам ја да ти кажам дали е нешто најдобро или не е, тоа ти треба да си го одредиш на себе, но у секој случај имам палец нагоре за диетата по крвна група. Следното прашање доаѓа од Исо. Милошев, кој што прашува: вежбам боречки вештини секој ден и се трудам да се хранам здраво, но речиси секој ден си дозволувам да изедам и нешто junk food. Дали тоа може да ми влијае негативно? Иван, здраво хранење во секој случај не подразбира, кој што го кажав и претходно, не подразбира дека е и правилно, затоа што ти можеш цел ден да јадеш овоше, но прашање е дали тоа е задоволително за тебе, особено кога вежбаш. Друга работа, можеби генетиката ти е добра, па тоа секојдневно јадење на junk food со здрава храна и вежбање ти носи добар резултат. Моето мото е секогаш дека ако одреден начин на живот ти носи доволно енергија, ти носи добар изглед кој што ти сакаш и си задоволен, ти носи добро здравје, во тој случај не треба да менуваш ништо и не треба мене ништо да ме прашуваш, но ако генетиката е тука улога дека ти имаш добар изглед без разлика на тоа што не внимаваш толку на исхраната, по мене тоа е пренаивно и можеби неблагодарно, затоа што да живееш со девизата како ми е пишано и каква ми е судбината, така ќе живеам, во 2018 година не е најдобриот концепт и стратегија. Јас би ти рекол, потруди се да имаш правилна исхрана, што нема да ти придонесе за потреби и кризи за лоша храна и на тој начин справи се со овој, да го кажам, предизвик твој. Како и да е, ако можам да ти донесам дополнителна вредност, повторно тука се социјалните мрежи за да дооствариме некаква комуникација. И последното прашање за денеска ни доаѓа од Емилија со долна црта Стојковски, која што прашува дали ќе имам подобри резултати во намалување на обем ако 2 пати на ден користам шејк како заменски оброк. Емилија, шејк како заменски оброк често користам и јас и тоа е одличен начин да нутритивно го задоволиш телото на сметка на помалку калории. И искрено терминологијата заменски оброк јас не би ја користел од причина што денеска многу полоша и неквалитетна храна има квалификација оброк, а можеби протеински шејкови и додатоци во исхрана како што користат многу од луѓето се квалифицираат како заменски оброк. Тоа воопшто не е замена, туку е тоа напротив на дополнување и задоволување на телото. Но по твоето прашање логиката е следна, дека логиката вели дека ако ти го правиш тоа и 2 пати на ден заменуваш заменски оброци како појадок и вечера да речеме, би требало да имаш подобри резултати, но никој не може да ти вети, ниту па јас можам да ти ветам, од причина што од човек до човек има разлика во метаболизмот. Секој има различна историја на тоа како се хранел претходно, секој има различна генетика и тука веќе да се даде конкретен одговор е малку потешко, но во секој случај имаш зелено светло да го правиш тоа и може потајно да очекуваш дека ќе се случат подобри резултати, но не се разочарувај ако тоа не се случи, затоа што, пак ќе речам, никој не може да ти го вети. Така да тука и со твоето, Емилија, прашање завршивме за одговарањето за денеска. Како и да е, ви благодарам многу што сте интерактивни и што со вашата, да ја кажеме, себична потреба придонесувате да создаваме вредност и да создаваме заедница на луѓе кои што јас сум сигурен дека им помагаат овие прашања. Го охрабрувам секој од вас да го прави истото. Бидете интерактивни, не постојат глупави прашања, постојат само глупави одговори. Ќе наоѓаме одговори колку што знаеме во овие рубрики во утринска на Телма со прашања и одговори. И се надам дека ќе добивате уште поголема вредност за темите кои што тука ги зборуваме и ги одговараме. Ви благодарам уште еднаш, ве оставам во здрави животни навики, ве оставам во рацете на Гоце и Елена и ви благодарам за вниманието. Чао, чао!